кај вакцините, значи и во делот на ефикасноста е недокажано, а во делот на несаканите ефекти е многу нагласени. Значи несаканите ефекти се многу нагласени. Тоа може да се видат тоа може да се прочита, да се види во сите упатства на производителите на вакцини, каде што се наброени сериозни и несериозни несакани дејства, меѓу кои има и смрт, има и воспаление на мозок, има и менингитис, енцефалитис, разни автоимуни болести, диабетес и слично. Значи болести за кои што современата медицина нема лек, но тие вакцини можат да ги предизвикаат тие болести. Значи тоа е во делот на штетноста на вакцините, во делот на ефикасноста. Значи ние слушаме и тоа со години назад, да не кажам со децении, како вакцините не спасиле нас од многу заразни болести. Но тоа исто така не е издржано како информација, затоа што постојат многу статистики. Јас се веќе ви набројам само неколку, чисто да видите. Еве туберкулозата, например, во Канада, статистички гледано, морталитет на 100.000 жители, значи 1880 година 200 луѓе од 100.000 жители умирале од туберкулоза. 1954 година 20 луѓе умирале од туберкулоза на 100.000. Значи и таа иста година е воведена вакцината. Сега вакцината ја зема заслугата, значи од природното намалување на морталитетот, кој што се должи на здравата храна, на поздрава храна, на здрава вода, чиста вода, подобри услови за живот, поголема хигиена. Значи истото за истата таа туберкулоза во Америка, значи статистика од 1900 година до 1960 година морталитетот, значи во 1900 200 умирале на 100.000 жители, 1950 20 умирале, а никогаш не е воведена вакцина за туберкулоза. Значи јасно се гледа дека вакцината не е причина за намалување на овие заразни болести. И заради тоа, бидејќи ефикасноста не е докажана, во исто време несаканите реакции се и тешки, сериозни, неизлечиви. Тоа е еден голем аргумент медицински кој што треба да помогне вакцините да станат незадолжителни. А што е со прочистените вакцини? Значи, прочистените вакцини исто така во својот состав содржат жива, алуминиум, формалдехид, формалин, траги од животински ткива, може и од човечки. Нема некои големи бенефити. Колку случаи имаме со негативни ефекти од вакцинирањето во Македонија? И научно-медицински. И дали имате научно-медицински, да, затоа што сепак ова што го кажувате е храбро, ќе го слушна или целата јавност, колку во сето ова вие имате. Значи јас немам податоци за Македонија, значи имам податоци за другите земји каде што податоците се послободни и значи се пуштени во јавност. Кај нас постои Национален центар за следење на несаканите дејства на лековите и би било добро да излезат со некои своји податоци. Но значи еве јас конкретно, бидејќи се појави во весниците некоја најава дека можно е да се појави епидемија од мали сипаници, нели, од морбили. Извадив еден податок, значи од Националниот центар за информирање за вакцини на Америка, каде што вели дека значи некој што ќе заболи од мали сипаници, која му е веројатноста да развие компликации, додека ако прими вакцина за мали сипаници, која е веројатноста да развие несакани дејства. Значи, од самата болест многу потешко ја прележуваат повозрасни, децата многу полесно и доколку има соодветна исхрана, значи поготово витамин А, многу е мала веројатноста дека ќе дојде до некаква компликација од малите сипаници. За разлика од тоа, вакцината, значи еве во Америка 56 смрти во тек на 20 години, 842 сериозни несакани дејства. Од сериозните несакани дејства имате значи грчеви, напади, инфламација на воспаление на мозок, енцефалопатија, тромбоцитопенија, гастроинтестинални нарушувања, дури и смрти. Значи еве 56 смрти. Дали тие смртни случаи е докажано дека се од вакцината? Дали за тие 56? Да, исто така има 898 тужби према производителот од таа вакцина. Вие вакцинирани сте за сите?
Дали вие сте примала никогаш? Да, како дете сум примала, да. Ги вакцинирате сега вашите деца?